Концертот што Владо Јаневски требаше да го одржи на 27 декември во салата Јане Зандански во Скопје се одложува за пролет 2025 година, објави Авалон. Поради новонастанатата здравствена состојба на Владо Јаневски, по која нема 100% сигурност дека ќе биде способен да го одржи закажаниот концерт на 27 декември, како и поради одредени технички причини кои ги има овој проект во моментов, заедно со Владо Јаневски донесовме одлука концертот да се одржи во периодот март-април 2025 година, велат од Авалон. Купените влезници нема да важат за новиот датум на концертот, а средствата ќе бидат рефундирани од страна на сервисот од каде што се купени. Низ социјалните мрежи се прошири видео на пеачката Сенида од неодамнешниот концерт во Сплит. Додека таа пееше, на бината се појави член на организацијата со кој се судри и падна на подот. Сенида првично го објави видеото на Инстаграм. Следниот пат, кога некој ваков ќе истрча на мојата сцена среде концерт, ќе одлета. Среќа што бев многу расположена поради овие луѓе напред, напиша 39 годишната пеачка покрај снимката. По патот веднаш продолжи да пее. Македонскиот режисер Иван Поповски е избран за најдобар театарски режисер во 2024 година во Русија според гласовите на публиката. Тој ја доби наградата Звезда на публиката, која е востановена во 2008 година. Поповски наградата ја доби за представата Обично чудо на реномираниот театар Вахтангов. Наградата Звезда на публиката е символ на непристрасна оценка и јавно признание, бидејќи лауреатите ги избра најмасовното жири повеќе илјадната публика. Победниците за 2024 година ги одбраа повеќе од 178.000 гласачи, токму толку луѓе учествуваа во гласањето за номинираните. Во текот на театарската сезона публиката ги избра омилените представи и ги номинира онлайн на интернет порталот. А на крајот од секоја година по резултатите од гласањето на свечена церемонија се објавуваат победниците. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков најави нов проект кој ќе биде посветен на животот и делото на нашата најголема звезда Тоше Проески. Како што вели, во следните 2 години ќе се снима игран филм, документарец и ТВ серија во неколку приложенија кои ќе ги прослават неговите живот, дело и мисија. Тоше не беше сама музичка икона за Македонија, туку и за целиот Балкан, и овој проект ќе има големо регионално значење. Носител на проектот е Македонската радиотелевизија, копродукцијски ќе бидат вклучени неколку национални телевизии од Балканот, а финансиските средства ќе бидат обезбедени од буџетот на Македонија преку Министерството за дигитализација. Согласноста од семејството на Тоше е потврдена и ние сме подготвени да ја разоткриеме неговата приказна, вели Љутков.